Конфликтите на северот на Косово, во Палестина и Украина се нови безбедносни предизвици во однос на кои Европската Унија треба да истапи сериозно. Ова беше заклучокот на денешната панел дискусија која се одржа во Штипскиот правен факултет, на која беше посочено и дека Европската Унија треба да пристапи кон брз влез на државите од Западен Балкан, за да не дојде до понатамошни дестабилизации во регионов. Сметаме дека Европската Унија треба да истапи сериозно, го препознаваме новиот моментум во политиката за проширување во контекст на сите, најмногу во контекст на конфликтот во Украина, меѓутоа сметаме дека регионот предолго чека и треба да се истапи со конкретни чекори без многу символизми, за да може да се охрабри регионот и да продолжи на својот евроатлантски курс. Не само земјата, туку и целиот регион може да оди само напред и може да оди во правилна насока доколку сериозно и посветено се занимаваме и сме посветени на овие предизвици заедно во релација со НАТО алијансата. Европската Унија треба да биде свесна дека доколку не пристапи кон брз влез на државите од Западниот Балкан, ќе се зголеми потенцијалот за можни натамошни дестабилизации во регионот, имајќи ги предвид сите оние процеси кои што се случуваат во нашето пошироко соседство и на европскиот континент. А кои грешки не треба да ги направиме ние како земја за да пристапиме кон истата таа Европска Унија? За пратеничката на ЛДП Моника Зајкова, уставните измени се последната пречка која што треба да ја премустиме, а во никој случај не смееме да дозволиме Албанија да тргне по патот, оти праксата покажува дека оние кои влегуваат пред нас, понатаму се пречка за нашиот влез. За градоначалникот на аеродром Тимчо Муцунски пак, недозволиво е да се злоупотребува европското знаменце, а до влез во ЕУ не се доаѓа со предавство на националните интереси. Процесот на поглавје значи исполнување на стандарди во секоја област, што треба да не го реформира општеството. И е првиот чекор кој што не води до целосна интеграција. Така што мислам дека ова е последната пречка која што треба да премустиме за да тргнеме по тој пат. Зашто гледаме дека веќе и прашањето за проширувањето во Европската Унија стане безбедносно прашање, а не само прашање на политика. Ако мислиме дека со попустлива надворешна политика, со предоста на националните интереси и со покорување на нашиот национален идентитет, дека ќе станеме земја членка на Европската Унија, се залажуваме себе си. Тоа не е реалноста, тоа не е тоа што е потребно за да создадеме напредна држава. Напредна држава се создава со добри економски политики, добри здравствени политики, добри образовни политики, реформа на правосудството. Тоа е тоа кој што можеме ние да го направиме и да станеме посакуван кандидат. Панел дискусијата беше на тема ЕУ и НАТО на Западен Балкан во контекст на новите политички и безбедносни предизвици, а се одржа во тренинг центарот на УГД. Нели во денешни времења, особено во полни со предизвици на сајбер закани и така натаму, несомнено се наметнува потребата да се дискутира, да се развива и да се негува академската мисла нели на овие простори и на овие тематики. Настанот беше во насока на развивање и подигање на научната мисла и развивање свест меѓу населението и студентите за вредностите на меѓународниот поредок, што е пред се мирот и стабилност.